Алиса Вондерленска, географија. Алиса Вондерленска е родена на 28.91. 1982 година во едно селско место далеку, најдалеку на Господ Задгрб, што би се рекло народски. Како и многу други, и таа кога се роди задоцни само 4 века, следејќи го законот, кој исклучиво важи само на Балкан. Оти овде, што и да дојде, секогаш треба да доцни 4 века, според црнила на колета чашуле, факт што не ја направи многу среќна како и обично. Датумот на нејзиното раѓање е речиси ист кога го читаш од лево надесно и обратно, од десно налево, што значи дека уште од тогаш се навестувало дека таа е иста и однапред и од позади, и на лево и на десно. Како и да ја гледаш, скоро речиси чувството е како да гледаш дрво, односно голем и признат труп не под уставното име. Нема напред, нема назад, ама има 4 страни и сите страни се исти и од шумата не можеш да го видиш дрвото, па така и неа. Де ја гледаш, де не ја гледаш, ама знаеш оти е тука некаде, де натаму, де напред. Другарите и другарките ја нарекле Шекерезад, оти многу зборела, често им досаѓала и од неа никој не можел да си ја заврши работата. Не, нема врска тоа со турската серија во која пребогатиот султан Онур нуди секс за една вечер на млади мајки со полни деца, знам што ви паѓа на памет, туку уште пред тоа, пред да постојат и овие така наречени сладкарници, во кои порано се служеше само сладки и сладките можеш и да ги јадеш, а сега почесто само можеш да ги гледаш. 1001 ноќ беа 1001 ноќ, а не само една ноќ. Односно, сакам да кажам, уште пред да почне серијата во 1000 продолженија, она реши да си го промени името и да се вика Шехерезад, оти не сакаше да носи име на мајмун. Почнала да пишува најпрво за животот, потоа за животот, а сега пишува исклучиво за животот, оти нjen живот е тужна прича, а и се може. Сите велат, оти животот е убав, а она вели дека животот е дупка и во неа пропаѓаш, околу тебе имаш земја, надолу земја, а нагоре небо, и тоа Бога ми високо. Ја чита на сите светски јазици, бидејќи секаде во светот, животот порано или подоцна е тажна, приказна и дупка, но не признаваат дека сето тоа е нејзино авторско дело, поради причини познати дури и на владата на Република Македонија. И таа да ти била само една македонка, како и многу други, па чистачите кои, а пркне некој македонец, одма го дезинфекцираат со киселина или со некое друго разредувачко средство. И неа ја обелуваат по белиот цвет и не се познава многу. Така инкогнито објавува една книга раскази "Сите авиони летаат над моето село", сигурно сте слушнале, ама правете се оти не сте, по која пишува за неговата екселенција, животот, болот и црвот во човек. И на крајот за љубовта која дава смислата на се, а не за селото, додека сите пак мислат оти таа пишува за некое си глупаво село, во кое сега луѓето емигрираат само нагоре и стоката не ти дава да живееш, ама не е така, воопшто не е така. Како може селото да ја дава смислата на животот, кога субвенциите, по правило секогаш не ги даваат кога најмногу ти се потребни? Пред Велија, овај Александар, не ни постоеја. Ги сонуваа дури до крајот на таму некое си идно недочекано време и сето тоа нема логика, ни смисла, ни вистина, ни причина, кратко речено нема врска, само информации и фошпан за навести. Во едно свој интервју таа одговори на тешкото прашање која мачи младата популација со точниот одговор кој беше ништо. Односно рече, без љубов ништо. Не дека не сте го знаеле тоа ама пак треба некој да ви го каже, оти повторувањето е мајка на сите светски нобеловци. И ни откри дека за таквата мудрост бил надлежен нејзиниот поранешен, кој нели логично е дека не ја сакал воопшто или ич со други зборови и букви, па затоа му заврзала 2 шамари. Нејзината втора книга, која наскоро се очекува да се пројави во книжарниците, е со наслов "Умри женски" и од вас се очекува кога ќе ја видите да ја препознаете и да не избегате од неа, барем ни на прв поглед, оти таа книга токму за таквата смрт и пее.
Ова некој како Титаник смртно ранет тони и пропаѓа, а сите други бегаат, баш така, верували или не, се умирало женски. Таа така умирала веќе неколку пати, а паметот уште не ја дојде. И не е ставен ни на листата на чекање, воопшто и кај да е пак ќе се случи истото. Просто речено, она ти се навлекла на умирање. За низиниот живот, за тој што не пишува таа толку, што да ви кажа, кај влезе се запусти. Кој погледна, секој го затворија и осудија многу години. Да не беше така, вие сега спокојно се уште во вашите домови ќе си гледавте А1, лопаторството немаше да биде толку познат и признат занае, али Риза ќе си беше жив и здрав, а може и не. Како и да е, ништо од ова немаше ни да го слушнете, ни да го знаете. Уште помалку да верувате дека стравот го краси делото. Но нели сепак не е се така црно, надежта последна ти го заебува животот, пак го нови сили со нови предизвици, додека има место во шутка и дризово и обрат. За најновите информации проследете некои вести за неколку години. Или пак можете повторно да го посетите овој профил од еден ден кога нас ќе не нема, нашите фејсбуци се уште ќе живеат. Во име на CIA, CNN, Google Search и Animal Planet Publish.